Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во ФДЖ Кулинарското училиште. Моето име е Филип Чаловски и јас, заедно со мојот тим, ќе бидеме домаќини на едно уникатно кулинарско шоу. Добре дојдовте во 180 степени на телевизија Телма. Во ова кулинарско шоу пред се сакаме да ве научиме, сакаме да ве растажиме, сакаме да ве развеселиме. Имаме одбрани 18 надпреварувачи кои што ќе ни помогнат во еден кулинарски надпревар, да одбереме кој ќе биде најдобриот, иако сигурен сум дека секој еден од вас е супер готвач во сопствената кујна, меѓутоа сега малку ќе ве пуштиме во еден непознат свет, во еден услови на професионална кујна или да речеме полупрофесионална, каде што ќе се надпреварувате за златната награда од 1 милион денари, за која што искрено се надеваме дека ќе ве задржи и ќе останете да се бавите со нашата професија. Кулинарското шоу има за цел да помине низ целиот свет. Ќе почнеме со Балканот. Дали сте спремни да поминеме на балканската кујна и да ги однесеме гледачите на една авантура која што ќе ја представиме преку најпрво ладните мезиња кои што се неизбежен дел на балканската кујна. За денеска го одбравме пинџурот, кој што нормално не оди никаде без лепче. Така да, пинџур и леп. Дали сме спремни? Да. Тука со нас вечерва се Ана, Магдалена, Сара, Емилија, Снежана и Марија. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Накратко да ви ги кажам кои ќе бидат правилата на игра. Значи, се надпреваруваме во вкус, пред се надпреваруваме во хигиена, се надпреваруваме во временска рамка од 25 минути. Дали мислите дека е доволно? Ние успеваме да го направиме нашиот пинџур, откако ќе добиеме нормално веќе полуготови суровини. Тука исто така имате се што е потребно. Ќе споделиме со вас еден наш омилен рецепт за питалеп, кој што го правиме со малку јогурт, маслиново масло, нормално квасец, брашно, сол. Останато оставаме вие да искористите вашата креативност и да ставите свој печат во јадењето. Така да ќе бидете оценувани по креативноста, кој како ни сервирал, кој како ни го принел јадењето, дали има љубов во истото. Жири комисијата ни е составена секогаш од различни сфери, меѓутоа денеска со нас се кулинарски експерти, мои многу драги колеги, со кои што секојдневно креираме многу кулинарски рецепти во училиштето, нормално работиме на иновации и што све не. Така да уживајте во оваа кулинарска авантура, а јас ќе морам да ги најавам денешните судии. Тука со нас, кој друг ако не Златко Таневски, голем аплауз ќе ја молам. За Златко нема да зборувам многу, сите знаете дека он е дел од ФДЖ, он е кособственик на ФДЖ Кулинарското училиште, мој драг колега со кој што поминувам многу повеќе време него ли со моето семејство. И тука ни е Давор Станојковиќ, кој што е исто така од неодамна дел од главниот тим на ФДЖ Кулинарското училиште. Еден голем аплауз за Давор ќе му. Јас сум Марија Дамјановска, од Велес, имам 40 години. Животот ми пружил шанса да шетам повеќе по светот и да пробувам различни кујни. Секогаш сум била фасцинирана од како тоа биле приготвени, од различните вкусови, различните зачини. Секогаш сум пробувала да реплицирам некое јадење што сум го пробала во странство. Некогаш успешно, некогаш не. Ќе се обидам и на ова шоу да покажам што све сум научила во текот на моето и школување, и дејство, и дома, и со деца, и работа, и во кујната како сум се покажала. Здраво, мојот име е Сара Трајкова, јас сум од Виница, но последните години студирав па сега работам во Скопје. Имам толкова занимање со архитект. Како стигнав овде, наверојатно некој ме прашал, па мојата љубов кон готвењето почнува од многу мали години. Посебна мотивација е татко ми, кој што секогаш готвиме заедно и правиме работи заедно.
Во надпреварување ќе се обидам да дадам се од себе, да ги покажам сите мои вештини и најдовжет нека помечи. Надпреварувачи пинџур. Кратко и јасно, едно од класиците во македонската кујна, мезе кое што е неизбежно на секаде. Каде сте го јаделе вашиот најдобар пинџур? Кој може да ми каже? Кај баба. Марија. Кај кој е? баба ми. Нормално. Некои од нашите баби го толчат, така уаван. Тоа им било нешто како терапија. Некој го сецка. Ние у ФДЖ кулинарското училиште некојаш и го мелеме, зависи што сакаме да добиеме. Некој го кине само низ раце. Во Скопје јас би рекол дека најдобриот пинџур се јадел у Челик. Еден мој драг пријател од кафана Челик, ќе поздравам Данчо, вика светото тројство за пинџурот е 3-2-1. Некој си сооднос кој што според нив е идеален. Тоа е 3 мери пиперки, 2 мери модар патлижан и 1 мера црвен домат. Нормално, неизбежен е лукот, ништо без лук во пинџур. Макдоносот за крај, секогаш Макдоносот го ставаме на крај, не сакаме да го убиеме на самиот почеток. И дали знаете зошто пинџурот се запржува со врело масло? Дали можете да погодите? За да не остане, за да има добра текстура. Ако го пржиме цело време, ќе нема добра текстура. Супер, на добар пат си, Марија. Значи, доколку го пржиме пинџурот од сам почеток, во масло, на крај ќе добиеме една каша, која што ќе се врзе, ќе се спои и ништо од овие зеленчуци нема да има свој идентитет. Ние денеска, заедно со комисијата, сакаме во пинџурот да почувствуваме пиперката, да почувствуваме модриот патлижан, да има се свој идентитет. Да не се врзе во една каша, да се направи една маса, која што на крај и по боја, све да си има свој идентитет. Пинџур, самиот збор, потекнува од арапско потекло, од стара Персија и означува нешто мало, пинџур. Сите сме го употребувале како деца. Кај си бе пинџур? Демек малечок. Така да пинџурот се сервира во мали здели кои што мора да представуваат интензивно нешто, супер зачинето, моќно, што на крај ќе ни остане во спомен. Значи имате 2 прашања до нас, ви дадов доволно насоки. Нормално, организирајте се. Најпрво што е потребно да се стави, ја имате комората за ферментација, лепчињата, нормално ако сум ја на ваше место, прво би почел со лебот. Дали сме спремни, надпреварувачи? 25 минути почнуваат сега.
Јас сум Магдалена, доаѓам од Велес. Многу сакам да готвам, уште повеќе сакам да јадам. Хоби ми е одење на различни места, пробување различна храна, испробување рецепти. Прва љубов ми е семејството, втора љубов ми е храната. Лепчето готово, спремно. Супер. Супер, супер. Тука спремно лепчето? Се чиста. Супер, браво. Супер лепче замесли. Марија, добро изгледа вака. Му се посвети и ти Снеже исто, аплауз верам. И добра техника на месење. Супер, само напред. Како иде се, љупат ли се? Добри се? Уште не се нашите, ама близу се. Близу се. На оган е секогаш подобро, така е. Одлично. Супер ми се свија што ги цедиш. Пиперките и папиџанот, одлично. Супер. Дали сите го визуализиравте како ќе го сервирате? Да. Супер. На добар пат сме. Јас сум Ана од Скопје. Готвењето ми е страст. На ова шоу се пријавив бидејќи имам голема љубов кон готвењето. И сите што пробале од моите специјалитети се презадоволни.
Добро. Дали некој ќе му биде потребна рерна? Дали сака некој да го пече пинџурот можда? Добро. Јас сум Емилија од Велес. Во емисијава ме донесе љубовта кон уметноста и креативното изразување. Со рачна изработка се бавам скоро цел мој живот и некако готвењето си го гледам како начин да се искажам креативно, така и гледам кон готвењето. Сакам да експериментирам, да пробувам нови вкусови. Исто и јас сум патувала доста низ светот, сум пробувала различни кујни и мислам дека некако нашава највеќе ме влече. Се надевам дека ќе стекнам нови пријателства, ќе ми се отворат нови можности и можеби би почнала и професионално да се бавам со истото. Колко време имаме? Јас сум Ташетска Снежана. Доаѓам од село Извор, Велес. Дојдов во ова кулинарско шоу, сакам да се забавувам, сакам да готвам и да се запознаеме со поголема екипа. Одлично ви оди со тестото.
Добро е тука. Добро. Мора да има сат врз. Да, за да работи. Како се снаѓате тука? Никако без сол, така? Никако без сол. Ќе го пробам без неа. Ќе се врати. Поболи. Само продолжи, така. Evo, na dvojke сега. Ќе мора само да внимавате со температурата, премногу ве загреано. Осетив некој мирис. Не посакувам толку. Много јака. Само на единица може. Стави за да не лепи много јака. Имате уште малку резерва. На тројка ќе ви биде јако. Ќе ви биде јако, може да загори. Да го покарам канџерот за зетен. Да. После ќе го намалам за врчењето. Добро. Тука сте при крај? При крај сте со пенџерот? Ако треба да го исклучим, или не? Не, па може. Да го исклучим. Тука ќе почнеме со сервирање. Браво.
мамите преселно вие, давате ви преселно кај тестото. Исклучете. Исклучете на нула, ви гори. Мислам дека има. Црно. Имате уште една опција, мислам. Уште една шанса. Уште малку тесто ви остана? Ми остана, да, ама нема време. Подобро да ризикувате малку. Се обидам. Како е тука? Запекува таго или не? Можете со ова ќе биде по температурата на дрвето. одлично. Уште 7 минути. Како иде? Си окей? Да, одлично. Само напред, Снеже. Добра си. Браво. Браво, дечки. Браво. 7 минути.
Дали има некој прашање? Веќе се ближиме кон крај, уште 3 минути. Дали мораме се што ќе направиме да испробираме или можеме нешто да одлучиме? Извинувам, не да Дали мораме се што направиме храна да сервираме или можеме да одлучиме? Секако дека не. Сервирате порција како што ви ја сервирале за вашиот најдраг. Една порција. Сервирате кон нас и ни ја објаснувате целата приказна позади неа. Нормално да биде вкусно, внимавајте, индукциите се јаки. Прва емисија и ќе се навикнете. Супер. Чисти станици. Уште отприлика 2 минути. Една минута. Лепчето, мислиш дека е печено? Го проба? Браво. Како е тука да видиме? Како иде Ана? Се окей? Браво, добро изгледа лепчето. Супер. За секој случај, да си биде печен. И имаме уште 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Заврши времето, стоп, готово. Повелете, послужете ја комисијата и да дегустираме. Ана, Магдалена и Марија, повелете. Ана, повели.
Накратко представи ни го од рецепти. Денеска направив пинџур и домашни лепчиња. Пинџурот излезе премногу вкусен. Во дел од лепчињата додадов моја креација, магдонос, бидејќи многу често во мојата пракса додавам магдонос кога правам теста. Супер. Како се снајде при подготовката на лепчето? Убаво се снајдов, можеби малку ме фати трема, меѓутоа супер испадна. Супер изгледа. Да. Изгледа. Готвено е. Океј, пинџурот изгледа супер, ти благодарам. Од тоа што го направив, јас сум задоволна. Пинџурот искочи многу добар, со оглед на тоа што го правам прв пат. Лепчињата можеше да бидат подобри, меѓутоа се добри. Магдалена повели? Ќе му препуштам Златко. Слободно, може и вие исто така не го представите најпрво вашата креација. Па, јас сметам дека нашата македонската храна е убава таква како што е, не сакав многу да додавам, не сакав да комплицирам, значи го направив наједноставно, со чисти вкусови, ако нели со лук, обавезно, тоа е неизоставен дел. Имав мал предизвик со индукцијската рингла, односно тавата, значи не сум навикната на готвење на индукцијска рингла и ми беше, ми изгоре лепчето, иако мислев дека е доволно за да се сготви, меѓутоа, ете, ќе оцените сами. Што мислите, пинџурот дали ви испадна добар според вас? Јас сметам дека е добар, значи го пробав, мене ми се допаѓа, сега оставам на вас. Благодарам. Се доволна сум од тоа што го сготвив. Прв пат готвам во ограничено време и прв пат готвам на индукцијска рингла, така да интересно беше и убаво искуство. Се надевам ќе им се допадне пинџурот на идеите. Марија, повеле? Повелете. Вака да ни представиш прво твојата замисла за тањурот и дали ти испадна све како што планираш? Ни испадна и подобро него ли што очекував. Со оглед на тоа дека прв пат ги користиме садовите, не знаеме точно каде ни е, шо ни е се. Пинџурот е направен по мојот традиционален рецепт од баба ми. Прво на лукот истолчен со малце сол, потоа се додадени пиперките и модриот патлиџан, заедно да се направи една кохезија и после тоа е додаден патлиџанот и попарен со врел зејтин. Лепчето ми испадна прекрасно, направив и макало затоа што има време од лук и магдонос зејтин. Можете да го пробате лепчето првен со макалото, па после и со пинџурот. Многу добра комбинација се. Ти благодарам. Благодарам вас. Па јас сум презадоволна од тоа како ги приготвив јадењата. Пинџурот не го готвам прв пат, го готвиме во нашето семејство често и е едно од главните јадења за време на летниот период. Лепчињата ми испаднаа прекрасни и презадоволна сум. Епа, комисија да пробаме. Проводиме Ана. Јас како што е ред, ќе земам лепче и си намачкам пинџур. Во ред. Ана, ќе можеш ли да ни пристапиш? Лепчето ти е одлично. Ми се допаѓа што ја нема оваа црна боја што не ја посакуваме при готвењето, значи
добро испечено. Добро на вкус, ми се допаѓа тоата креативност со Макдоналдсот. Пинџурот, морам да ти кажам дека лукот е се уште, ние викаме див, не е обработен. Малку ми дојде едно поголемо парче лук. Друго, балансот на пиперка, модар патлижан и домат ти е одличен. Сервирањето, морам да ти кажам дека тањир во тањир, гледаш за малку ќе ми паднеше, ќе направиме штета. Тањир во тањир не е баш најпосакувано, особено некога се работи за тањир кој што може да биде индивидуален сам по себе. Генерално, секоја чест во 25 минути постигна одличен резултат и наплод. Магдалена. Најпрво, честитки за 25 минути што успеа да ми сервираш доста културен тањер. За лепчето знаеш и сама. Кај пинџерот сам би додал, искрено, јас го сакам кога малку го запружуваме. Како ни доаѓа вкус, кога ќе извлечеме водата од нешто, додаваме вкус. Ова е само попарен со зејтин, а се уште има водата. Уште има текстурата е како малце воденесте и вкусовите се во позадина. Тоа би било тоа. Фала ти. Марија Поле. Значи, текстурата е совршена, значи си го запазила тоа секоја состојка и да се гледа и да се почувствува и да се види. Искрено јас малце би намалил на лук, иначе лепчето ти е совршено испадна. Благодарам. Значи, прекрасно. Ти благодарам многу. Најдобро лепче до сега? Да, дефинитивно. И техниката на месење што имаш ти е за пофал. Најдобро лепче до сега, браво. Техниката е научена од баба ми викаше дека тесто треба минимум 100 пати да се пеше. Дали се уверивте дека е возможно? Да. Да се направи лепче. Тоа не само било кој лепче. Да. Би бил многу среќен да го добием во било која скопска кафана. Нека ме вработат кинка. Без гаре, лесно правиме. Значи, ги поканувам Сара, Снежана, Емилија. Сара Поле. Дали може на кратко да ни опишеш твојата замисла за шинија? Да, се потрудив пинџерот да не изгледа како да е мелен, туку да биде секој парче исечкано, со тоа што секоја состојка да има своја текстура внатре. Додека за лепчето делумно намерно го подзапаков повеќе заради тоа што мене лично ми се свиѓа таа боја на подпечено, ми дава по селски изглед да кажеме, што ми одговараше за ова јадење. Супер, фала ти многу. Па, мислам дека можев искрено да поминам и подобро. Пинџерот мислам дека ќе им се свиѓа на жирито, додека лепчето е малку му фали печење. Но се во себе, бидејќи е прва епизода, уште не знаев и точно со време како ќе сум. Може би во трема го изведев малку порано, ама јадливо е во секој случај. Го пробав. Снежана, поведете? Може и сте вие да ни објасните накратко што направивте со пинџерот? Пинџерот го направи со кинете, сите состојци се кинати, значи во вредел зејтин ги пржеп и лепчето го замесив и го испекав. Исто така. Готово, фала ви. Заделеното време од 25 минути што е дадено, добро е, пинџерот е добро изврсене, лепчето можеше да биде малку потанко, но што е тоа? И за крај Емилија. Бога ми да излива порција, морам да кажам. Ова е баш нешто што би однело ресторан во минус. Да, кој е заедно, значи ова иде во голем минус. Технички на кратко те следев, работеше многу фокусирано, што ми се допаѓа, успеа да завршиш во време, објасни ни како се снајде. Па додека го правев пинџерот,
покасно ми текнуваше што би можела да направам, што би можела да сменам, но тогаш во моментот ете со тоа. Решив да го оставам така малце подив, само е запржен со врел зејтин. Лепчето одлучив да му додавам некои вкусови. Во дел од лепчето, значи од таа страна е со сушен кромит, има 2 парчиња сушен кромит со буковец и од оваа страна е само лепче без ништо. Добро. Да не заборавам уште тоа да ви кажам, значи кога главната тема е пинџур, очекуваме да доминира како процентуално на самиот тањер, да има еден баланс. Значи, лепчето нормално дека е битен елемент, меѓутоа секогаш би требало да е во втор план и количински и при сервирање. Чисто да имате на ум, иначе секоја чест и лепчето изгледа одлично. Ти благодарам. За даденото време, како и сите, можеше да биде секогаш подобро, но со оглед на тоа дека имам трема, задоволна сум од тоа што го постигнав. Па, да пробаме. Може. Ово со буковец, фата. Океј. Последното. Ова беше на Сара. секоја чест. Браво. Лепчето, не сакаме црна боја. Значи во готвењето црна боја заборавете. Златно кафена, максимално темно кафена карамелизација е посакувана и немаме ароми на горчина, немаме ароми на... Океј. Ова е Сара, значи, од мене имаш 48. Епа, колеги, јас сум спремен. Можеме само да собереме и да донесеме пресудата за денеска. Со тие 25 минути што ни се дадени, што се доволно најверојатно и со оглед на тоа дека сите имаме трема, вклучително и јас, мислам дека добра работа завршивме. Мислам дека ќе се согласите дека денес пробавме сериозно добри пинџури и особено пинџурот на Сара кој што беше Јас се согласувам. доста храбро зачинет. Се согласувам. И Марија имаше добра приказна позади тањерот. Ема беше супер во подготовката. Снежана ни покажа одлични техники. Ана извади доста вкусен Искрено, пинџур. јас мислам дека може малку похрабро да ги зачинат и да внимаваат малку повеќе на лепчето. Да, имавме и заборавници. Во секој случај, како за прва епизода, би сакал да кажам секоја чест на учесниците, да ги поздравиме гледачите кои не следеа, да им кажеме дека следната епизода им нудиме нови предизвици и нови кулинарски авантури. Следете не 180 степени телевизија Телма.